Ова утро се наоѓам во Центарот за социјални предпријатија, каде што се одржа пресконференција за извештајот на Ало Бушовко за изминатата 2023 година. Со мене ова утро е Клементина од Мегеше, да слушнаме до какви се статистики дојдовте кога оваа линија во прашање Ало Бушовко, тоа е телефон за деца и млади, каде што може да ги пријавуваат проблемите со кои што се соочуваат младите. Но за оние кои што можеби прв пат слушаат, ќе му објасниме и за самата линија, до какви заклучоци дојдовте, кои се најчестите причини кои ги пријавуваат децата и младите. Добро утро, Клементина. Добро утро. Ви благодарам што сте наша постојана поддршка. Ало Бушовко, телефонот за деца и млади, представува медиум каде што децата може да се јават за своите да научат нешто повеќе за своите права, да се консултираат за одредени прашања, се нешто што ги тишти или пак било каква информација може да добијат во рамки на детските права. Ова утро го имаме пресконференцијата за годишниот извештај на Ало Бушовко за 2023 година, така што вкупниот број на дојави за 2023 година е 307, од кои што се опфатени од тие вкупниот број на дојави, вкупен број на деца е 379. Практично најчестите причини за дојава последователно неколку години можам да кажам дека се истите причини, односно за разлика од ланската година повторно имаме на прво место менталното здравје не е најчеста причина за дојава, односно присуство кај децата да имаат страв и вознемиреност, загриженост за себе си, проблеми со расположението, кои што би рекла дека доаѓаат последователно поради втората и третата категорија на зачестеност на дојавите, односно насилството или повредата, сите видови на насилство, како што се емоционално насилство, физичко насилство, занемарување, па и злоупотреба на детскиот труд и нерегуларниот однос, односно дисфункционалноста во семејството, каде што многу од децата се отуѓени поради тоа што кога родителите се наоѓаат во бракоразводна постапка, тука веќе имаме конфликти од типот на кај кого треба да остане детето, кај кого треба да биде старателството и сето тоа придонесува да имаме одреден степен на нарушување на менталното здравје кај децата. Дали некој може да пријави кој што е сведок дека има загрозување на детските права, па да пријави на Ало Бушовко или само деца се јавуваат на овој телефонски број? Апсолутно, Ало Бушовко, телефонот за деца и млади е 24 часа, 7 дена во неделата достапен најмногу за целата намена е телефон за деца и млади, меѓутоа не се изостава и родителите, старателите, поширокото или потесното семејство или пак случајни минувачи да се јават. Ние имавме и во текот на 2023 година и во тековната 2024 година јавувања од случајни минувачи за деца на улица, така да телефонот ние сакаме и сме тука за децата, така да без разлика кој пријавува во рамки на нашите ингеренции ние ќе постапиме. Така. Сега, кои се вашите ингеренции? Нели се пријавува прекршување на детските права, без разлика, кажавме дали е тоа некој сведок кој што видел прекршување на детски права, самите деца и млади кои што слушнале за овој телефон, што понатаму, што прави Мегеше во однос на проблемот кој што го пријавуваат? Како невладина организација немаме ингеренции да излеземе на терен. Тоа не значи дека можеме да одиме да изреагираме на терен. Меѓутоа, она што ние го правиме секојдневно би рекла е пријавување до надлежните институции. Постојано сме во комуникација со центрите за социјална работа, со полицијата, односно Министерството за внатрешни работи, интервентниот тим и сите други надлежни институции, народниот правобранител, така да пишуваме представки, се обраќаме до институциите и што навежно го следиме целиот таа дојава до крај за да видиме дали имаме некакво решение. Многу ни има посебно бидејќи јас сум дел од тимот кој што се јавува позади телефонот Ало Бушовко. Многу ни има случувано мене лично да се јавам со интервентниот тим во доцните часови за да можеме да изреагираме во рамки на деца на улица или некое физичко насилство во семејството и така натаму. Бидејќи велиш ти стоиш и ти си една од оние кои што стои позади линијата Ало Бушовко, како се одвива разговорот, Клементина? Се јавува вознемирано дете или
млад човек или некој кој што сака да пријави, што го советуваш, што треба да направи во таква ситуација, доколку сме сведоци, дали да останеме со детето, како да изреагираме? Сега зборуваме за возрастни луѓе. Како реагираш во ситуација кога ти се јавува дете? Каков совет му даваш? Кога најмногу сакам и сите ние што работиме на телефонот, најмногу сакаме кога ни се јавува дечиња, затоа што имаме повозрастните, односно тинеџерите би рекла, дава, нели, секако јавувањата се посериозни од типот на меѓуврсничко насилство или пак дисфункционалност, ментално здравје и така натаму, но ние помали генерации на дечиња од 6, 7, 8 години ни се јавуваат со прашања од типот на како е настанат светот, а кој е бушавко, која е приказната на бушавко, така да во зависност, нели, од причината и дојавата на целта ни е да самите деца имаат чувство дека се сослушани, разбрани и дека има некој кој што е поддршка во целиот тој процес, затоа што, нели, нема магично решение на проблемот и е процес кој што треба да се реши. Меѓутоа ние сме тука постојано за нив и токму затоа имаме потреба, нели, да бидеме 24 часа 7 дена во неделата достапни. За жал имав ситуација каде што во 2023 бидејќи имаме 10 дојави кои што се за самоубиствени мисли и обиди за самоубиство од дојавувачи кои што претежно беа млади деца, тинеџери. Многу е тешко да бидеш позади слушалката и да слушаш дека некој сака да се самоубие. Ние за жал немаме некои механизми како држава, зборувам генерално, немаме механизми од типот како некој водич или прирачник или било што е да како да се направи, така што сме оставени во рамки на тој дел некако и субјективно да делуваме во начин на тоа што во моментот мене би ми требало да слушнам за да знаем, нели, за да не дојде до тие разговори. И до сега ми се нема случај на разговорот да биде, не знам, 5 минути. Значи, околу половина час до 1 час секој што има на слушалка, дали е со деца, дали е со родител или пак тинеџери. Но во секој Успевате ли во таа идејата да ги одвратите од такви мисли? Ви кажува ли детето да сега ми е подобро од кога го слушнав Ало Бушовко, бидејќи они не знаат, нели, со кога разговараат на телефонската линија? Се случува ли да кажат ми значи, нели, разговорот ме предомисливо тие суицидни мисли? Да. Видете, ние се трудиме најмногу што можеме и секако самиот тим на Ало Бушевко има супервизиски средби, работи со психотерапевт кој што им помага во таа цела комуникација да се одвива на правилен начин, за да не дојде до таа несакана ситуација на самоубиство. Имаме доста дечиња, посебно помладите, навистина сакаат да ни дадат позитивен фидбек, но секако сме отворени за конструктивни фидбеци кои што ќе ни помогнат ние дополнително да се усовршиме во работата која што работиме. Клементина, ти благодарам за одвоеното време. Мислам дека беше користен разговорот и за младите кои што не следат, но и за родителите, како што кажавме, сите оние кои што се сведоци, гледаат некој таков настан каде што се злоупотребени детските права, да пријават. Бројчето е 070 390 632 и да обстоите уште многу години. Првата детска амбасада Меѓаши и Ало Бушовко им бидат тука за децата, младите и секако и за возрастните. Ви благодарам и на вас.